Неодамна Државниот завод за ревизија го подготви и го соопшти најновиот извештај за клиниката за радиотерапија и онкологија. Не е добар, исто како и претходниот, бидејќи од него е евидентно дека само 24% од пациентите подобни да примаат биолошка терапија се приклучени на неа. Уште не е во употреба ниту системот за централна подготовка на цитостатици со като лиценца, и за овие состојби, како и за целокупната состојба со онкологијата во Македонија, во студиото го поканивме еден од 35 онколози што ни останаа и поранешен директор на клиниката, доктор Милан Ристевски. Кога клиниката имаше добри ревизорски извештаи? Во ваше време имаше добри, така? Може ли ја прво на почеток да прашам нешто? Може. Општо прашање некон вас. Како Државен завод за ревизија знае дека само 24% од пациентите кои што се подобни за таргет терапија или биолошка терапија примаат биолошка терапија? Врз основа на која анализа? Како е дојдено до таа бројка? Дали се тестираат сите пациенти за да се знае дали се подобни за биолошка терапија? Најголемиот дел од тоа што значи како го базира мојот исказ. Од пациентите кои што се пациенти на онкологија, а дошле кај мене во Жан Митрев, дал по второ мислење, дал по било што, гледам дека најголемиот број се тестирани. Мене лично ми е 1 година веќе познато дека вие сте човекот што во времето кога сте биле директор на клиниката за онкологија сте го набавиле тој познат като систем за кој што изминатава година се изнаслушавме еден куп негативни рецензии и во анкетната комисија во СОБР. Веднаш можам да ви кажам од луѓе кои што воопшто никогаш не се ни симна да го видат тој систем, него политички навиени, како и за многу други проекти, само покушава, се извинам, се обидува, се она што е направено од некоја претходна гарнитура да се прикаже како нефизибилно. Ајде кажете ни сега зошто ви го извадија тој систем од употреба и дали е одлука. И дали е толку лош како што се представува? Не можам да интерпретирам туѓи одлуки, бидејќи во мојата слободна интерпретација ќе добија можеби насока каде што не сакам ни да помислам дека ќе оди. Значи, туѓи одлуки не можам да ги коментирам, можам само да кажам погрешно или правилно. Погрешно или правилно? Најпогрешно нешто. Зошто? Хајде вака прво да тргнеме што значи тој систем за онкологија. Значи, клиника за онкологија има неколку дејности, не се само прегледи, хемотерапија и биолошки терапии. Постои радиотерапија, постои оделение за патологија, со цитологија, постои биохемиска лабораторија и на крај постои оваа онкологија. Онаа радиотерапија нашто нечесто мешаат со радиологија, со право мешаат бидејќи радиологија и радиотерапија треба да биде една целина неизоставна. За жал во курикулумот од нашата специализација не е така, ми за тоа ги спомнам. Сега, многу одамна кога станува збор за она што се нарекува штетно зрачење, односно ионизирачко зрачење, односно X зраци, гама зраци, се до тој ултравиолетовиот С дел од електромагнетниот спектар, тие зраци може да нанесат штета на здраво ткиво и затоа тие се под многу голема лупа на контрола. Кому се даваат, како се даваат, светот го има тоа препознаено многу одамна, затоа и постои Агенцијата за атомска енергија во Виена, во рамките на Обединетите нации. И бивша Југославија, од која ние сме наследници, имала своја дирекција за радиоциона безбедност, сега ние како Република Македонија и имаме таа дирекција за радиоциона безбедност, плюс имаме уште едно оделение во Институт за јавно здравје, кој што исто така исти мерења изведува. Значи, јако ме прашувате, нонсенс е постоење на такво оделение и во Институт за јавно здравје и дирекција за радиоциона безбедност. Мислам, тоа е еден од нонсенсите на македонското општество и македонскиот здравствен систем. Тоа треба да биде една агенција со еден governance, едно раководство и точно да се знае кој каде што прави. Ама не е така. Како и да е. За да ги заштитиме околината, нашите пациенти, ние како здравствени работници, од тоа радиационо зрачење, конкретно, кога се прават бункерите, нормално се прави проект, во кој што има и проект во однос на она што како радиација излегува од тој бункер или не излегува. И не за џабе, примарната заштита, онаму каде што имаме големи енергии од над 15 нева, е 2,60 метри
бетон армиран, а примарната заштита е негде 1,40 до 1,60, зависи во кој дел како. Значи, никој не е будала да фрла толку многу бетон со толкава дебелина, со толкава носивост. Зошто? Бидејќи мора да ја заштити околината од зрачење. И тоа во пошироката јавност е препознаен модел на заштита. Од друга страна, онкологијата, односно во конкретниот случај ќе зборам и за европското и за америчкото тело, они не се подкапани на Обединетите нации како што е Агенцијата за атомска енергија. Постои Европско здружение на болнички фармацевти, постои Америчко здружение на болнички фармацевти. Болничката фармација во развиениот свет е многу признаена дејност, тотално оправдана дејност, бидејќи спречува некој да си игра со отровите како сака, да ги дава кому сака, како сака. И затоа поставиле точно определени стандарди како треба да се ракува со неа, како треба соодветниот отпад да се фрла. Не само ракувањето се него, дури и отпадот кога воопшто внатре има само испарување, нема воопшто токсин. И затоа американците ги даваат во нешто што се вика USP, United States Pharmacopeia Directive 800, во Европа е тоа КВАПОС 6 најновиот стандард, и затоа си има стандард. Во Македонија не постои агенција која што во име на таа болничка фармација ги согледува и решава овие работи. Значи, ние како држава се уште немаме развиено некаква свест дека такво нешто треба да постои. Нити го мериме, нити пак се води некаква евиденција. Ова е за степенот на радиација. Не, ова е баш за токсините од онкологија. Сега што го спорам. Да се вратам на самата потреба зошто од еден систем што го наследи во кој што па вашево студио големо, значи 1/4 од вашето студио глумеше соба што беше болничка аптека, од која се издаваше таблетарна терапија. Имаше некои си 5 магазина расфрлени низ болницата, тоа се одделенски магазини кај што се чуваат лекови. Кога ќе треба да направите еден убав попис симултан, вие никогаш нема да знаете кој од каде ќе ги разнесува лековите и никогаш нема да имате прецизни податоци од попис колку лекови во тој момент имате на клиника. Тоа е првиот проблем. Ако не знаете во секој момент колку лекови имате на клиника, тука ви се отвораат вратите на криминалот без проблем. Едноставно, викате, дечки, колава е отворена, клучот е внатре. Запалете, одете. Ве молам. Затоа вие го набавивте системов, като? Една од причините. Повеќе причини. За да не се краде. Втора причина, така наречено, во наводници, позаемување лекови од персонал. Го има во секоја болница. Кај нас. Што значи тоа? Му фали на вработениот фамосан. Не иде у аптека да купи. Он е здравствен работник и се вика, па, ја мала плата, мене ми следува. Он по некој негово размислување тоа му следува. И што вика? Си го зима фамосанот, да вика на дежурниот доктор, докторе, те молам, запиши кај некој од пациенти, ја земав една кутија. Сте се соочувале вие со вакви примери ден. во вашето во времето кога сте биле директор? Секој ден. Секој божи ден. На некој му треба антибиотик, на некој му требаат лекови за срце, диазепамин треба на сите без изговор. За смирување. За смирување. Трет момент. Точноста на испораката. Има и четврти и пети момент, сега ќе дојдеме и до нив. Третиот момент. 20 луѓе со исто име и презиме, иста година родени, со различни диагнози и со различни терапии, еден за друг, лежат кревет до кревет. Тоа ви се случи? се случува често пати. Лежат еден до друг, помеѓу има една сошка, на која што стои терапија некоја, на која што пишува сами име и презиме, и двајцата со исти име и презиме. Може да настане замена на терапија. Настанува. Не може, настанува. Пациентот не знае која терапија за него, пациентот не ја носи со себе терапијата. Терапијата се спрема и се носи на самата болница, во самата болница. Имаше ли уште една причина? Тоа е Четврта причина. Расфрлањето на цитостатиците на различни Во површини. 2012 година бевме, како онкологија, како УКРО, дел од една мултинационална студија во однос на она што го нарекуваме спилич. Истекување и расфрлање на
делови од цитостатици по разноразни работни простори и брави. Скоро да немаше брава, квака, одврата. На онкологија каде што немаше остаток од цитостатик. Скоро и да немаше работна површина на која што немаше остаток од цитостатик. Уште пак полошо е на оној втор, односно трес пра, зависи кој како го нарекува, во работната соба на сестрите. Таму не постои ни дигестор, таму има една голема маса, само што е правоаголна, не е како оваа триаголна, каде што сестриве на маса без никаква заштита, освен ракавици на нив, се спремаат хемотерапија. Пазете, во тоа време се спремаше на игла, немаа спајкови. Што се случува? Прво, едни од најчесто даваните. Дериватите на платина не смеете да ги мешате со алуминиум. Не се мешаат баш со алуминиум. Во тој случај. Кога на игла растварате, тоа се распрскува, значи треба да бидете многу внимателни и точно да го осеќате притисокот, воздушниот притисок во она што е солвент, односно физиолошки или декстроза, и во она што ви е вијала во која што е самиот цитостатик. Значи тука распрскувањата се неминовни. Додека на таа маса се спремаат лековите, на неполни 2 метри, како што се бируваат од разноразни оделенја на оделенските сестри, оделенскиве сестри се користат таму кога за си јадат. А не постои систем за вентилација, него имате зиме, лето отворен прозор. И вие ги гледате сите овие аспекти на функционирањето на болницата и решавате, ќе го решите тоа како? И се додека не дојде еден најстрашен момент, кога од невнимание се предозира млада пациентка и тоа заврши трагично. Како се случи тоа? Погрешка на лекарите и на сестрите. Можете малку да подобјасните? Не. Детална истрага, активна, не можам за тоа ништо да ви објаснам. Која година тоа беше? 2014 или 15. Има завршница тоа некаква судско-обвинителска? Има случај во обвинителство. Има. Добро, и ги гледате сите овие неприлики и состојби, а вие сте раководно лице на Јас во тоа време клиниката. немам фармацевт на онкологија. Значи, нашата најбратска клиника хемато-онкологија оддавна уште има свој болнички фармацевт. Таму е согледана потребата од болнички фармацевт. Хируршките клиники имаат свој болнички фармацевти. Ако не спремаат никаква цитостатика, туку највише идат антибиотици, меѓутоа таму е препознаена воопшто. Не е само болничката фармација. 30 и кусур години оваа држава немаше никаков слух за да го свати проблемот на онкологија. Дури кога сватија дека втори по морталитет и морбидитет им доаѓаат веќе малигните болести, се настанува паника. И повторно во таа паника не ги пуштаат проблемот да го решат оние што се најповикани, највише знаат, тоа се колегите онколози, туку едноставно се тера политички. Тоа не може. Тоа веќе не може. Јас пак ќе се обидам да прашам зошто го набавивте системот. Ајде вака се. И зошто е исплатлив? Кои се бенефитите на системот? Ќе почнеме од најпрвиот момент. Влезот на лекот во клиника. Значи, прво ги забранив сите магазини по оделенија. Имаше само еден магазин болнички, тоа е во болничка аптека. Значи се направи болничка аптека во која што сите лекови мора да влезат. И само од таму можат да излезат и никако поинаку. Првиот момент, влезот мора да биде со баркодирање, не само со запишување на испратница и запишување на влезна книга во магазин. Тоа не го имавме. Като го нуди. Значи, најнормалното да замислете дека е тоа мала аптекица селска во која што само као у продавница треба да баркодирате тоа што внесувате и тоа што продавате. Патот на лекот. Да прашам, го имавте баркодот или го немавте? Баркодирање? Со като да, меѓутоа ќе дојдем и до неговата целосна имплементација. Дајте прво, никој не го објасни убаво системот, предпоставувам најмногу поради незнање, бидејќи системот добро го познавам, дозволете ми еднаш убаво тој систем да го објасниме како функционира. Значи, като е само софтвер. Като не е хардвер. Като работи низ многу хардвери. Значи, като не е
исклучиво софтвер само за еден хардвер, како што е да речеме тоа аријата на Варијан која што работи исклучиво на Dell компјутери, исклучиво на нивни машини, крај на приказната затворено јадро, никому ништо. Не. Ова е систем што е доста отворен. И може да се спојува и треба да се спојува со другите системи. Кои се тие други системи? Секако наредниот систем кој што доаѓа е препис на терапија. Тоа го прави докторот. Бидејќи гужвата на онкологија е огромна, ниту еден од лекарите нема време прво да го запише тоа во ХИСот, па после да го запише во друг софтвер. ХИС, да објасниме за публиката, тоа е внатрешниот компјутерски систем на клиниката за онкологија. Значи, тоа не е мој термин, прво и тоа мораме да кажем. Ја бев еден од поголемите противници. И се разликува од системот мој термин. Се разликува многу од системот мој термин. Добро. Мој термин, освен за кажувањето, реално за ништо друго не ми служи. Е премногу дескриптивен и никому ништо, освен демографија, ништо друго не ми нуди. Али не се. ХИСот е малце поинаков. Да, и тоа е веќе стара, ма се уште функционален. Преписот на терапија од таму треба веќе дигитално автоматски да влезе во КАТО. КАТО е базиран на лиценци. Што значи тоа на лиценци? Имате една фармацевска лиценца, која што е лиценца за работа со сите лекови. Значи, таа лиценца го гледа влезот, патот на лекот, остатоците од лекот, отпадот, излезот на лекот. Па имате 4 производни лиценци, бидејќи беа планирани 4 работни места за производство на лекови. А во тоа време не купивме така наречени лекарски лиценци, бидејќи реално беа скапи, немавме толку пари, инаку КАТО и целиот хардвер во околу КАТО и целата преправка на тој дел што е кабинет за централна приправа е од заштеди од буџети. Значи никој не ни даде пари. Нити фондот ни даде пари, нити министерството ни даде пари. Секоја година на крај тоа што остануваше од буџет на управен одбор, еве ги парите што остана. Го пренаменувавте за во тој фонд. Може, значи обавестени фонд, министер, сите поред. Најлегитимни тендери. На кој што не се јавил еден само, да се разберем. Не се ова тендерите од после 2017. Аму, на вистина, се пријавува оператори. Најлегитимен тендер. Одиме полет. Прво е набавен, бидејќи во таа година имаше толку пари, тоа е 2014 чина, е набавен само софтверот. Зошто само софтверот? Бидејќи веќе беше известно дека наредната година софтверот, кој што до тој момент беше стартап независен од Виена, од Австрија, дека ќе биде купен од BD, од неголемиот гигант у биохемија, од Бертон Дикинсон. И ќе му порасне цената. И тоа токму се случи. Ако ние КАТО го купивме со 3-годишен договор за онлайн дебагинг, значи за сите тие онлайн во тек преправки и така натаму, за некој си, да не се лажам, 40 и нешто илјади евра, веќе наредната година се тродуплираше. Океј, КАТО го имавме, меѓутоа во договор со самиот производител, рековме да, како ќе го купуваме хардверот, како ќе почне инсталацијата, од тој момент ќе ни сметате дека гаранцијата тече. Значи да, го имаме кај нас, земавме SQL сервер, го ставивме таму, само го поставивме и океј, одиме до година во нова набавка. Сега, и набавката на хардверот, како и набавката на софтверот, има повеќе модули. Исто како кога купувате кола. Сакам со грејење на седишта, сакам со автоматско возење, не, е еден од најбазичните модули за да може системот без проблем да работи. Од што се состои хардверот? Можете да го ставите тој систем да ви работи во обичен дигестор, во обична соба како оваа. Ама што, каков проблем ќе имате? Ќе имате распрскување на цитостатик низ собата. А дали таков систем што работи на база на ламинарна комора во Македонија постои? Постои. На 3 места. Постои на оделението онкологија во Битола, кое што 80-тите го правеа амерички проектанти, знаеа што прават. Тоа е мал, некои се 4-5 метри квадратни просторија,
што е навистина во подпритисок со систем на двојни врати, влегувате со скафандер, излегувате со скафандер. Што значи тој ламинарен тек, зашто е ламинарна комора? Кога ја спремате цитостатиката, она све што ќе ви се расфрли како капки, кога е во ламинарна комора со подпритисок, воздухот одоздола се уфрла, а горе специјални филтри го собираат воздухот, меѓутоа воздухот тече ламинарно, односно паралелно, во паралелни столбови, нема турбулентно движење. Значи не е тоа брзо турбулентно движење. Набавена ли е таква ламинарна комора на онкологија? Не, сега ќе ви кажам и зошто. Второ место кај што го има тоа вие Систина, трето место е Жан Митрев. Зошто? Бидејќи начинот на спремање на такви лекови е многу мал. Оние центри кои што имаат многу мал обрт на пациенти, за нив поисплатливо е да отидат на таков тип на дегестор во ламинарна комора или ламинарен кабинет. И со сестрите на онкологија имавме еден така подолг состанок, кај што учествува и две професорки од фармација, им го објаснивме системот и они самите гласа каков систем сакаат да имаат. Што е разликата? За набавка како стартна инвестиција, кабинетот со ламинарен проток е поевтин. Меѓутоа, треба да ги менувате екипите на секој 45 минути нова екипа, која што треба да стаи еднократна облека, калјача, маска, ракавици, и тоа се е за еднократна употреба. Мора после тоа да се фрли. Тој трошок кој ќе го соберете на дневно ниво не е мал. Кога и ѓубрето што го правите ќе го соберете во волумен, исто така ќе сфатите дека и тоа не е мало. Самите сестри одбраа да го имаат уште поголемиот степен на заштита. Тоа се системот на изолатори. Што се прави во тие изолатори? Не за џабе се викаат изолатори, тоа се комори кои што можат да работат и на надпритисок кога треба, и на нормален воздушен притисок внатре кога треба, и на подпритисок кога треба. Бидејќи имате лекови кои што ги спремате и во надпритисок. Каде има вакви изолаторски комори во Македонија? Пецентар. Тоа е лабораторијата за радионуклиди. Извонредно добар производител, Комесиер италијански, целата опрема од Комесиер, и за среќа тука набавката е оставена на Агенцијата за атомска енергија. Таа да тендерира, не наши луѓе. За среќа. Така да тој систем таму фантастично работи, бидејќи таму токсичноста е уште поголема. Значи набавивте ламинарни комори? Не. Изолатори. Изолатори, се извинувам, да, набавивте изолатори. Тоа е и вторак, почнавте друга ли година. да го имаше ли некаква имплементација на овој систем? Одиме поред, точно знам што сакате да кажете. Одиме поред. И тие изолатори се прават исклучиво наменски, како самиот клиент има простор, број на спремања на припреми на терапија дневно и типови на припреми. Така да во однос на просторот кој што го имавме, ние имаме прилично кастом модел кој што многу клиники го имаат. Иначе като е најреномираниот во цел свет. Сите најголеми клиники ни за Америка и ни за Европа го имаат баш като системот, бидејќи и најдоверлив. Ама ние Со сме немалку единствената земја во светот што го има набавено и не го користи. Не идело секаде така гладко, да речеме клинички центар Бања Лука години и пол го имплементираше. А ние сме првата земја што го купила. Првите што го купија и за жал, видете, секаде државата го купуваше. Никаде клиниките од своји уштеди не го купуваа. Да, сега ќе ни кажете ли дали го имплементиравте, дали некои пациенти почнаа да примаат терапија на ваков начин и кадарот дали беше обучен? Да, одговорот е да, одиме поред за да имаат гледачите јасна слика. Ако ги спомешаме работија, нема да имаат јасна слика. Одиме поред. Значи, купени се изолатори. Што има во тој изолатор? Во тој изолатор имате гравиметриска вага. Дали ви треба гравиметриска вага? Да, за прецизност ви треба, споена во тој дигитален систем, да. Кога што она е препишано на доктор, ако не одговара на она што е измерено, системот блокира. Со еден збор, јас како доктор работам во амбуланта. Доаѓа пациентот, јас препишувам.
оди тоа да се изработи, сега се работи во оние ламинарни комори кои што се сред соба во дневната болница без никаква заштита. Таму ако на сестрата им текне да не знае просто тројно правило, ќе ми измеша тотално погрешна доза. Јас немам никаков податок назад која доза му е дадена на пациентот. Него треба да верувам на некој што не ни знам у тој момент кој е распореден таму. Значи, исклучиво човечки фактор, во со еден збор. Немате никаква контрола на квалитет. Во моментов. Немате. Нема контрола на квалитет на еден цел процес. Замислете тоа да се случува у радиотерапија. Зрачи машината, пациентот е доле, вие немате оверка дали уопште некаква доза доаѓа до она што треба да се зрачи кога таргет волум. Или е поголема дозата. Добра, ма рековме во радиотерапија има контрола. Радиотерапија има контрола. Затоа да се многу скапи софтвери, милиони кусур евра. Контрола на квалитет морате да спроведете, инаку што ќе се случи? Може пациентите да се бидат субдозирани до каде сакаат, некој може тие вијали да се ги стави у джеп, како сака, што се случувало, што точно се случувало, па да се ги продава каде сака. Може би и не ги продава, може би е колекционер, може дома сака да има колекција на вијали од цитостатика или поскапа терапија. Да, за тоа не се најдоа докази. До сега нема некаква разрешница за тоа да се докаже. Ќе оставиме ова... Не би рекол, меѓутоа си има за тоа процес. Не би да. рекол дека нема докази, не би рекол. Има докази. Одиме понатаму. Што освен контролата на квалитет, што друго све ви треба? Таа гравиметриска вага ви е врзана во целиот тој дигитален процес. Таму веќе ви се испрограмирани сите податоци во однос на самата припрема. Вие ги програмирате. Вие кажувате да, овој протокол може да оди, ама овој протокол што ми го препишува тој доктор, тој не може да оди, бидејќи само тој доктор верува тој протокол. И у старт ги спречувате и докторите од прајање на глупости. Трето, други клинички параметри комотно ги внесувате од типот на дали е пациентот, тоест пациентката хер позитивна, дали има висока експресија на хер или не. Па така нема да се случува да се препишуваат херцептини на хер негативни пациентки. Можете комотно системот на препис да го дигитализирате до степен да никој не може да го злоупотреби. Одиме понатаму. Не е само дозата и оверката на дозата. Него на целиот лагер за тој лот од тој лек, од тој тендер, системот ви ја врши проценат уште колку имате. Кога сте при крај со лагер, или ви кажува набавете, или ви кажува прајте нов тендер. Меѓутоа, овие дози што останаа се веќе резервирани за овие пациенти. Бидејќи малце е не баш убедливо, а еден ист лек од различни производители во тек на третман да го мешате кај пациентиве. Се случувале несакани реакции, па требало да се прекине тој лек. И да се прекине третманот. Така и тоа го води овој систем. И на крај краеви, сметководственото работење не можете да го измешате. Не ги знаете сорскодовите. Не можете да интервенирате во него. Тој ви кажува од која ампула уште, која доза ви останата во фрижидер, за да ја доискористите до крај. Менаџирање на остатоците. Като ви овозможува 100% користење на дозите. Тоа што никогаш не е постигнато на онкологија. Во најдобрите времиња 5% во петок попладне бил остатокот. Што значи тоа кај скапите лекови? Тоа се милионските суми. Дали некогаш профункционира и дали некој пациент доби терапија профункционира, со овој систем и дали стотици пациенти го добија. Дали ги обучивте и на два пати, дали? На два пати е кадар обучуван од страна на болнички фармацевт од Белград, лицензиран за инструктор за като. 15 луѓе беа обучени. Сега прашете ме тие 15 колку останаа на клиника. Еден. Не е проблем, ќе се обучи нова тура. И тоа не е проблем, ќе се обучи нова тура. Како работи като? Значи имате начин работа во нешто што се вика real time, сегашно тековно време, тоа е начинот на кој што работи онкологија. Или така наречена предприпрема.
секогаш ви е најлесно да работите во предприпрема. Зошто? Бидејќи секогаш имате спремни дози на лагер во фрижидер, пациенти не чекаат припрема. Да, но на анкетната комисија јас слушнав раководни лица на клиниката кои што се противеа на таа предприпрема, дека е нешто нефизибилно, затоа што не знаат... Ја многу би сакал било кој од тие Вие го слушнавте тоа? лица. Не, ја идам на работа и кога е анкетна комисија не можам да слушам. Меѓутоа јавна покана било кој од нив исклучиво во живо, без кратање, било која телевизија. Кога сакаат. Само нека излезат со факти. И со реална фармакоекономија. Вие сметате дека системот може да се користи за предприпрема во цела може и држава? системот треба. Не мора да оди све на предприпрема. Да речеме, Сен Луи, болницата во Париз која што има болнички фармацевт еден ден во неделата. Едноставно нема друг болнички фармацевт. Иде на предприпрема за едно 80% од пациентите, само 20% е реал тайм припрема. АКХ Виена, во која што истиот систем го гледав. Утрехт, Холандија, каде што гледав Медиваер, пред да го купиме като, бев уште еден друг систем да го проверам како делува. Во Медиваер е многу покомплексно работењето реал тайм, уни скоро 90% имало предприпрема. Значи, точно очекувате кои пациенти и ви се сигурни, посебно пациентите у аѓувантен третман. Аѓувантен третман значи ракот е изваден, опериран, макроскопски рак. Не постои пациентот само си доаѓа да си прима аѓувантна хемотерапија. Тоа ви се условно речено здрави пациенти. Кај нив знаете дека ден плюс минус не значи ништо во аѓувантна терапија, дека тие секако ќе дојдат. Второ, системот е стерилен. Значи нема загадување. Сега. Јас не набавив комора за пероксидна, така наречена дезинфекција. Зошто? Било кој раствор кој ќе го купите, кога е спакуван, е стерилен. Значи нема потреба внатре тоа што е да се стерилизира, стерилно е. Што треба вие да направите? Надворешната површина едноставно да ја дезинфицирате од сите можни прљавштини, за да не ги внесете прљавштините внатре во изолаторот или во дигесторот, зависно како спремате. Еве, ревизорот во ревизорскиот извештај бара од клиниката и од Министерството за здравство некаква иднина за системот, да се најдат модуси да се врати во употреба. Имате ли вие Системот се враќа за тоа... месец дена луѓе во употреба, молам, значи дајте сите тие бауци да ги трнеме на страна. За непол месец дена се враќа. Доаѓа болнички фармацевт, треба да сменат еден монитор, тоа го знам. Од мониторите, тоа се медицински стерилни монитори, кои што другачија се лада со одливни блокови, тие се тачскрин, тие користат во спремањето, како што користате дигиталните ваги. Тој треба да се спреми, бидејќи наредното раководство после мене го исклучило системот од струја, иначе кога не се работи системот има некоја трајна своја филтрација на тоа што е во него како воздух. Филтрите ги затнале, треба да се купат. Нови филтри треба да се направи така наречен мултисервис на апаратурата. За да системот проработи. И нормално за недела ден обука да се обучат. Сега одиме понатаму. Уште една важна работа. Дали треба да се купи комора или не, системот и вака може да работи, и вака работеше без комора. Едноставно се пребришува со дезинфициенс сите вијали, сите раствори што влегуваат преку помашна врата влегуваат. Вие сте со ракавици внатре, веќе во изолаторот, оттаму од внатре само ги зимате. Да, ја немате слободата како во ламинарната комора во дигесторот, да рацете ви шетаат било каде. Да, просторот ви е собран, ама сето тоа е работа на тренинг. Меѓутоа, единствено така имате контрола на квалитет. Сватив, меѓутоа дали вие лично имате некаква идеја или некаква иницијатива за враќање на овој систем во употреба? За жал, изминатата година видовме дека и двете власти, кога беа во опозиција, го фалеа тој систем, кога дојдоа на власт, едноставно не набавија ништо на тендер, раководството тврди дека има непотребен, дел од персоналот дека и сега
Што треба да се самите направи? си ја спремаат сега рачно Рачно се спрема, терапијата. така е, рачно се ја спрема. Дали е тоа според стандарди? Не, според ниеден стандард. Дали некој во Европа така спрема? Молдавија евентуално. Не е референтен компаратор. Универзитетски. А пазете, Битола има преубава мала ламинарна комора. Ама некој мислел градежно кога го правил тоа. И некој што го проектирал тоа, знае во неговата земја како е и е тоа препознаен хазард од кој што некој треба да биде заштитен. Мене и ден денес не ми е јасно како сестриве воопшто се нафаќаат тоа така незаштитено да го работат. Не кажете ни како го работат. Маска, капичка, ракавици, во сред соба стои дигестор, се спремаат во дигестор. Рачно. Рачно во реал тајм. Може ли да се направат грешки и се прават ли? Значи, аја вака, се прават грешки мал милион. Во брзање особено. Нема ни една сестра што точно ќе го направи тоа. Ни една. Особено кога се помали дози. Со помали вијали. Да речеме помали дози ниринотекан, помали дози на винкристин. Велат дека дозите доаѓаат однапред измерени во во вијали. Од производителите, да. И во тој случај нема простор за грешка. Во тој случај нема простор за грешка, до сега не се случило, обично има и нешто повеќе. Бидејќи и спајк која ќе ставите, знаат дека сепак останува на ниво на мембрана еден мал дел кој што не можете да го. Тој ви е најхазарниот дел која треба да го извлечете од вијалата. Бидејќи треба врвот на спајкот да го извлечете на ниво на мембрана, тогаш да повлечете, со самото повлекување, вие создавате негативен притисок во самата вијала и врвот од спајкот со цитостатикот ви се распрскува. Да. Дали имате вие некаков проект во план за да го вратите како Прво, кој сме тоа ние? Кој сме тоа ние? Јас сум 7 години надвор од јавното здравство, кое што го напуштив поради мобинг, еве неотворено ќе ви кажам. Во моментите пак кога сакав да се вратам, сегашната опозиција не сакаше да има во јавното здравство плюс човек. А еве и власта не сака. Не, сега не ќе да се вратам. Не, сега не ќе да се вратам. Сега веќе ми е преку глава. Од работи што не се менуваат. Што можеме да смениме? За да го ставиме веднаш и сега като во функција додека не се оправат тие изолатори да работи барем на ниво на ламинар, што исто не му е проблем. Треба да се спојат нивото на препис и нивото на одговорот като, бидејќи и лабораторискиот информатички систем е предвидено да биде исто така споен, со него нема проблем, тој се спојува. Бидејќи, ајде да ви го опишам ова со реална симулација. Пациент доаѓа на ред за да прими, да речеме, 3 циклус хемотерапија. Докторот му дава упат за биохемија. Па се враќа. Оди пациентот веднаш у наредниот ходник, му зимаат крв, чека резултати, се враќа со резултати кај докторот гледа, втор пат значи чека во истата чекална, втор пат чека во истата чекална. Па добива препис на терапија, па оди во дневна болница, па таму чека терапијата треба да се произведе плюс 2 сати чека, па чека слободно место кревет и затоа е хаосот на онкологија. Од премногу непотребни чекори и чекање. Сироти чистачки никогаш не може да го ичиста тоа кој што треба. Ова е само начин како да воведете ред во една линија. Како што ја направив патологија горе која што за жал мојот наследник ја уништи. И таму лаборантите дишат токсини. И не знам како не ги тужеа до сега, искрено да ви кажам. Премногу работи има што не чинат за среќа. За среќа, последниве 20 директори се луѓе што малце поинаку размислуваат и луѓе што бараат начини да го решат това. Меѓутоа на нивни грб е веќе еден огромен долг од претходно. Да, пациентите си ги бараат новите лекови, се чувствуваат како граѓани на Европа, лековите се скапи. Втори, начинот на кој што тие лекови се препишуваат, треба малку да се смени.
И понатаму гледам во секојдневна пракса преписи без везе, непотребни на пациенти, што реално таа терапија не може да издржа. За среќа се помалку и помалку. За тие нови биолошки терапии да се препишат, треба некое предзнаење, не само механичко читање на студии. За жал, курикулумот на нашата специализација не ги содржи тие делови. Нити радиотерапискиот дел не е добар, особено делот на препознавање на атомски структури и контурирање на лимфни базени, бидејќи не го учиме делот од радиологија, остануваме на сеќавање од анатомија и користиме нормално атласи, некој што некаде све ги отпечатил и ги има онлайн, па ајде, така да се снајде. Дополнително си учите. Дополнително. Меѓутоа, во насоката на онкологија, професор Александар, тоест академик Александар Димовски во 2014 на тогашната катедра им даде многу убава хумана понуда. Да предава еден колоквиум од молекуларни сигнализации и сигнални молекули и вториот дел генетика на малигни болести. Бидејќи тоа е веќе неминовно да се знае за да се разберат како делуваат овие терапии, да не биде механичко повторување на едни исти зборови, него на вистина тоа што го припишуваат да го разбираат. Му прифатија, не му го прифатија хуманиот преглед. Не му го прифатија. Срамота на срамоеве. Нашава специализација и ден денес кај да отиде у светот со овој курикулум нигде не ни е призната. Така да, голем е товарот на сегашните најповикани, за среќа се разумни луѓе, и доктор Виолета и доктор Игор, и немаат лични интереси за разлика од претходно како што беше, да све стават исклучиво во свој раз и своја контрола, него размислуваат за иднината и на помладите. Конечно, едно поколение онколози да извадиме како што треба. А не да бидат самоуки како ние што сме го имале. Тој момент да бидеме самоуки во многу работи. А што треба државата да направи за да го Да ги остави онколозите и да ги слуша. Онколозите сами ќе направат нешто што се вика National Cancer Control Plan, ќе го дадат во собрание, мора да биде изгласано за на тој начин и да се прифати Интернационална агенција за атомска енергија, за да можеме да ги отвориме вративе за проекти понатаму. Во светот се разговара за употреба на вештачка интелигенција. Значи, исклучиво онколозите ќе си ги решаваат онколошките работи, политичарите само треба да го послушаат тоа. Да, може да не викнат на дебата, да, може да зборуваме дали некој начин на набавка или на спроведување е поевтин или поскап или побрз или поспор. Ама тоа што мора да биде направено, мора да биде направено. Бидејќи без тоа ниту еден млад специјализант не ќе да дојде на онкологија. Нема да остане, нема да има кој веќе да го прави тоа. Второ, кога веќе онкологија, патологија се тесно грло, фондот треба да си размисли како и приватно во здравство на крај крајви да го вклучи. Со фондот се посебни проблеми, така да. Тука ќе, али прашувате ме слободно, сакам да го одговорам. Еве за фондот на пример, биолошката терапија која што сега се ја има на клиниката за онкологија, ќе речам во поголем обем од времето кога вие сте биле директор. Во многу поголем обем, јас кога напочнав 2017 година имаше само 5 лека, само што ги внесовме, меѓутоа по точно определени индикации се знаеше која индикација може да го добие тој лек. За после тоа да настане како беше на вие што се сеа опозиција плакатот Европско здравство за сите. Некој многу буквално го сфатил тоа, па почнал да глуми таму бок, давал терапии кај што треба и кај што не треба. Сега таа биолошка терапија фондот за здравство ја доделува на клиниката Со условен буџет. Да, условен буџет и дава на клиниката и клиниката си прави план. И се уште клиниката нема одобрение од министерството, бидејќи се уште немаат поднесено по кои индикации како ќе се дава. Значи, овие информации ви се за наредниот период што доаѓа? За сега тековно. Значи, клиниката вика да, клинички конзилиум ќе ја определува, не ни треба од министерството ништо. Ја не сум присталица на ригидни ставови нити од едната, нити од другата страна. Треба да се дискутира. И не само што треба да се дискутира, него треба да се дискутира не само на нивните стручни состаноци, бидејќи има уште неколку колеги од
приватното здравство кој има исто така што да им кажат во однос на тоа што го препишуваат, така да. Прашањето ми е треба ли преку условен буџет овој Да, јас сум оваа присталица, тоа морам да ви го биолошка признам. Јас сум терапија да се Сум доделува? присталица на условниот буџет. Дал е условен, дал не е условен буџет, секако треба да се контролира. Како фондот не развил начин да си го контролира е нивни проблем. А дека е крив фондот у цела оваа ситуација со нивната неконтрола на работите е крив, мислам, тука да се разберам. Да, ама фондот не раководи со пари Фондот ги дава како домашни. Секој месец 12 Не раководи со пари Ајде, нечии стоите. туги, него пари на граѓаните. Ајде да им појасниме на граѓаните како клиниките се финансираат. Секоја клиника има 3 сметки. Буџетска, односно пари што доаѓаат од фондот, односно од буџетот, донаторска на која што легнуваат донации во пари, не во лекови, во пари, И свои приватна средства. сметка, свои средства, од она што ќе го направат како прегледи на приватни пациенти, па таму завршуваат парите. А се. Како клиника одредена добива буџет? Преговара. Ноември, декември, седнува директорот со својот тим, му кажува на фондот, ја наредна година ќе направам толку и толку услуги, толку и толку лекови, дајте ми пари волку ми требаат. Мене конкретно Панарџиева во буџетот за 2016 ми го намали за 100 милиона денари. Знаејќи дека нови лекови треба да се внесуваат. И ми вика нема пари, тоа е. Тоа е. Нема нови лекови. И така пациенти остануваат И без така терапија. пациенти остануваат без терапија. И така пациенти остануваат. И второ, на крај на година, која ќе треба да се порамни бројни услуги, према она што е добиен буџет, тоа воопшто не е пейпер сервис, односно ние сме ви дале толку услуги, платете ни ги услугите, оти фондот е купувач на услуги, продавач на услуги. Од мене купува оваа услуга, од вас ја купува. Таа услуга е продавана од тој што му треба услугата, така е. Не, ова е паушален буџет, преговаран буџет. Ако има повеќе услуги, супер. Ако има помалку услуги, ќе ви го намали буџетот. Приватните фондови не работат така. Се знае, таа услуга ја одобрувам или не ја одобрувам, ја плаќам толку. Никаде во светот не се работи веќе вака. 33 години фондот работи на тие принципи. Не може веќе вака. Паушални буџети, не. Да, има одредени болници што може би ќе пропаднат. Нема услуги. Цел буџет се дава на плати и нешто на реновирање, на кречење еднаш годишно. Да, треба ли да постои таа болница во таков обем? Или во еден град Без пациенти. без пациенти, или ајде, еве еден град без именување и двајца колеги од соодветна специјалност. Добро, клиниката за онкологија има еден друга е работата таму, затоа што таму се сливаат сите пациенти од државата. Најголем дел од пациентите. Најголем дел? Таму има пренатрупаност. Да има? И Има. една ситуација каде што нема доволни буџети за многу скапите терапии. Еве, како да се излезе? Многу е просто. Или ќе се зголемито учество у ФЗО и ќе се каже секоја пара за што се троши. Учеството на секој граѓанин. Да. Да. На крај крајви најфер е да се каже. Како ја дома ако купувам нешто, особено да речеме ако е нешто поскапо, им кажем дечки, еве, ова веќе ни чини, купуваме нова кола, ама да знаете, немате седишта на седиштава од позади дисплеј. Нема. Немате позади јаки звучки. Нема. Нема задна камера за паркинг. Нема. Толку буџетот е толку. Значи политичките елити мора еднаш да научат да не ги лажат луѓето. Имаме толку пари, тоа можеме да го дозволиме. Немојте да мислите дека на запад тоа не се случува. Лично ги имам пациентите кои што како дошла малигна болест, веднаш го изгубиле. Во Унгарија се случило тоа. Имало осигурување, работел таму човеков цел живот, наш македонец. Како се разболува, прават палијативна операција и го испуштаат дома и му викаат завршува ваше осигурување овде, немате осигурување. Или мој пациент од Канада. 2 линии општо на терапија дадени, заврши вашето осигурување, вратете се назад. А човекот роден во Канада. Значи, Значи- вие сметате дека пациентите треба повеќе да плаќаат за здравствено осигурување? Сметам дека фондот треба да направи потранспарентна методологија да му објасни на населението со какви лекови ќе го лечи. Дали секој има право да ги препише? Еден од фондот ќе се сретне се со еден огромен проблем. Лекот семиглутид Оземпик. Го пие тој што треба и тој што не треба. Кој ќе одговара утре за тоа? За тие програми? Каква е контролата на фондот?
Каква е контролата, да речеме, на фондот за текот на лекот од условниот буџет бевацизума, павастин, еден од најзлоупотребуваните лекови. Хилиерлотинип среќен, лотинивот ефтин. Никаква. Бидејќи колегите лекари што работат во тој фонд не ги знаат индикациите за давањето на тие лекови. Они не може да проценат. А клиниката го нема точниот протокол кога го дава, кога не го дава. Исто како и за семиглутидот. Сваќам. Бидејќи сме при крај со времето, само ќе ве прашам дали сметате дека во овој момент во Македонија има пациенти со карцином кои што не ја добиваат терапијата која што им следува и Што е тоа што им следува, што е тоа што е најдобра светска пракса, односно златен стандард? Ние тука го немаме разграничено, да речеме. Ниту еден од пациентите со карцином на бешика не го добива светскиот стандард. Е, јон одговор. Кај голем дел од пациентите на дојка, да. Кај одреден дел од пациентите од рак на бели дробови, да. Меѓутоа и многу други индикации остануваат непокриени. Да речеме, мал дел од пациентите го добиваат златниот стандард кај карцином на бубрези. Кај семинонскиот карцином на тестиси сите го добиваат златниот стандард, бидејќи различна е цената на тој златен стандард. така. Ви благодарам многу за времето. Почитувани гледачи, останете со програмата на Слободен печат.